Во итни ситуации на опасност, најефикасен начин е разделување, физичко раздвојување на жртвата од сторителот на семејното насилство, и од тука Закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство дава можност да се изрече мерка одстранување на насилникот од домот. Покрај оваа мерка, судот може да изрече низ за други мерки кои што значат исто така физичко раздвојување, но и спречување на насилникот да продолжи со насилството, да продолжи да се заканува дека ќе изврши насилство, да ја контактира на директен или индиректен начин жртвата, доколку сторителот поседува оружје да се отстрани, да се одземе оружјето, доколку станува збор за зависност од алкохол или други психоактивни супстанции, да се упати на задолжително лекување, да ги надомести трошоците предизвикани со насилството, и низ за други мерки кои судот смета дека се соодветни за спречување на идно насилство. МВР може да поднесе предлог само ако се работи за два вида на привремени мерки за семејно насилство. Тоа е отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување на сторителот до домот. Карактеристично за овој предлог што МВР го поднесува до судот е тоа што тој се поднесува без согласност на жртвата. И мора да има во предлогот полициски извештај се она што сработил полицискиот службеник во врска со тоа. По однос на овој предлог, судот постапува веднаш и во рок од 24 часа носи одлука без одржување на распит. Полицијата има обврска, значи да постапува и да изврши проценка на ризик по животот и телесниот интегритет на жртвата. Во зависност од извршената проценка, значи понатаму треба да преземаат активности кои што се однесуваат на изготвување на полициски извештај и предлог за изрекување на привремена мерка за заштита од семејно насилство, и да ја достават истата до надлежниот суд, односно до граѓанскиот суд, се со цел изрекување на привремената мерка. Доколку се обезбедат доволно докази, доколку од страна на судот биде изречена оваа мерка, во тој случај полицијата треба да работи односно да реализира активности кои што се однесуваат на изрекувањето, односно извршувањето на привремената мерка, значи да го отстрани сторителот од домот без оглед на сопственоста и да забрани приближување на сторителот до домот. Кога Центарот за социјални работи поднесува до судот предлог за привремена мерка и кога заедно со предлогот има наоти мислење по однос на причините и оправданоста за предложената мерка, во тој случај иста е постапката како што се поднесува предлогот од МВР, така да судот без да одржи рочиште, во рок од 24 часа од приемот на предлогот носи решение и ја изрекува привремената мерка. Центарот за социјални работи, кога ќе поднесе до судот предлог без наоти мислење, во тој случај судот мора да закаже рочиште. Иста е ситуацијата и кога жртвата сама, како физичко лице, како странка, поднесува предлог до судот и во тој случај судот закажува рочиште. Доколку се работи за семејно насилство, физичко семејно насилство со повреда, доволно е до судот да е доставено лекарско верение или некоја друга медицинска документација
и нема потреба од други докази. А доколку се работи, например, за некое психолошко малтретирање, значи психолошко насилство, немаме други докази, евентуално ако се предложи сведок и распит на странки доволно е. Но сето тоа треба само во едно рочиште да се заврши, да се сослуша сведоци, распит на странки и да се донесе одлука, затоа што судот е врзан за рокот од 7 дена да заврши со постапката. Доколку тужител или во конкретниот случај предлагачот не ја плати судската такса, судот не може да постапува. Значи ништо не може, ниту да го насрочи, ниту да ја прати писмо за уредување, не може. Странката мора да има поднесено барање за ослободување од судски такси. Инаку, ако не е предложен такво барање за ослободување, судот не може да постапува по предметот. Работиме активно на нивно правно заекнување и нивно охрабрување да иницираат одредена постапка за нивна заштита. Во суштина им помагаме на жените да се заштитат од семејното насилство преку граѓанските и кривичните постапки за нивна заштита, но исто така им помагаме за разрешување на останатите правни проблеми со кои се соочуваат, а кои се поврзани со насилството, а тоа се разводот на брак, старателството, издршката на децата, сопственичките односи и така натаму.